Почитуван јавен обвинител, морам да констатирам, најпрво од вашето последно излагање на тоа дека точна е констатацијата дека имаме 21 предмет каде што неблаговремено се поднесени жалби. Сметам дека од овие 21 предмет треба да има санкционирање на оние кои што ги пробиле роковите и ова е индиција за проверка дали постои криминал во овие предмети, овие дејања. Ви потенцирав да ми потенцирате за какви предмети станува збор, колкава сума, односно обештетување би имала секако Република Македонија и за кои кривични дела се работи, кои се обвинителите. Ова е недозволиво да оној кој што ги прогонува прекршителите на законот и најчесто ќе потенцирам по однос на злоупотреба на службена положба овластување по 353, истиот ги злоупотребува овие членови, односно не поднесува жалба. Тоа овде не станува збор ниту за несовесно работење, односно за кривичното дело несовесно работење. Овде станува збор исклучиво за злоупотреба на службена положба и овластување. Бидејќи има одредени договори, одредени индиции дека намерно се застаруваат ваквите предмети, односно се затвараат на начин на кој што се затвараат. Самиот потенциравте, ви благодарам, меѓутоа барам во нареден период да ни одговорите за што станува всушност збор и да не дозволите вакво однесување на обвинителите, бидејќи немаме податок за ниту еден разрешен ваков обвинител за ваков предмет. А вие самите сте изјавиле дека ќе се оценува работата на секој обвинител посебно, квантитативно и квалитативно. Тоа е што ви го потенцирав. Тоа ви е и задача, да, ворете, меѓутоа овие предмети да ги најдете, да ги проверите и да видиме за што станува збор и се повикувате дека се водат одредени дисциплински постапки против 5 јавни обвинители, но немаме се уште епилог од ова ситуација за која што сте ја најавиле, односно нема одредени постапки или сложно во рамките на самото јавно обвинителство, не сакајќи да се замерите со колегите со кои што работите, ги одолговлекувате и ги занемарувате овие постапки. Тоа што го потенцирав дека исклучиво во најголем успех е со конфискување, односно одземање на противправно стекнатиот имот во Берово со дрвата, не беше случајно. Еве овде оние органи кои што ги потенцирав, кои што ви се на располагање и работат во однос на откривање на кривичните дела. Директорот на Управата за финансова полиција вели вака: ако во 2017 година истрагите утврдиле штета на државниот буџет од 8.130.000 евра, во 2018 се поднесени кривични пријави за сума од 48.780.000 евра. А годинава, се мисли на 2019, предпоставам, бидејќи во 2020 се работени овие, 146.340.000 евра. Ништо од ова не гледаме дека има слејано во буџетот. Ова се бројки кои што ги најавуваат бомбастично на пресконференции носителите на политичките органи, затоа ви потенцирав дека оние кои што се политички поставени, вие всушност сте правна служба на овие органи, овие се повикуваат на вакви бројки, а вие не можете да ги ефектуирате поради причините кои што претходно ви ги наведовме. Потоа се формира одреден, како беше најавено, како владино тело за борба против корупција, па разни министерства, разни функции се додаваат, со што самиот систем покажува дека имаме трул систем, односно имаме моќни поединци, слаби институции. Зошто? Со самото тоа што владата најавуваше одреден тим за борба против корупција, така наречен оперативен тим кој што ќе го води Министерството за внатрешни работи. Која е функцијата на Министерството за внатрешни работи? Дали треба да се формират вакви тимови за сите институции да се соберат на купче да си ја работат работата? Која им е основната надлежност на овие институции? Тоа им е самата надлежност која што им е дадена со закон. А тие формираат разни тела, со тоа самите признаваат дека институциите не си ја вршеле работата за која што биле формирани. Уште еден податок кој што сакам да ви го потенцирам
Кажав дека ве поддржувам во однос на структурата и комплетирање на сите структури во јавните обвинителства, меѓутоа од анализите кои што се направени од одредени невладени организации овде, имаме вели вака: оптовареност на јавните обвинители според бројот на предмети. За 2016 година станува збор, вели јавните обвинители на 100.000 жители во Република Македонија се 8,3. А просекот во Европа се некаде околу 3:1. Бројот на предмети по јавен обвинител е 1,4. Тоа значи дека не е толку оптеретеноста на самите јавни обвинители по просекот на бројот на предмети, односно далеку сме од постигнување на оној просек кој што е во другите европски држави. Затоа ви потенцирав да, и ако има потреба, нека се довработат, но да имаме ефективност. Но ова зошто се работи? Бидејќи предметите се одолговлекуваат и сите предмети кои што ќе влезат во работа кај одреден обвинител не се благовремено завршени и истите се мултиплицираат со секоја наредна година. Ова е доказ кој што ви го потенцирав, ова е анализа направена, ако не се точни бројките ќе ве молам да ме коригирате, но ова е направено од ова анализа за капацитетите и ресурсите на јавното обвинителство во Република Македонија. Сметам дека се соодветни бројките и затоа ви ги потенцирав. Станува збор за несоодветност на она што е во извештајниот дел, во извештајот, со она што го потенцираат другите институции кои што се директно во спрега со вас, како јавно обвинителство, и се во функција на јавното обвинителство. Истите се китат со баслосновни суми и бројки, а на крајот констатираме дека заплената е дрва во Берово. Исто така, не потенцирав за конкретни случаеви, но морам да ве прашам, до каде е истрагата за прислушувањето на самото јавно обвинителство, кое што се случи во зградата на јавното обвинителство. Бидејќи, ова го прашувам, бидејќи од таму се работи за прислушкување директно на вашите вработени, односно на вашите колеги, и за одредени ситуации, одредени луѓе имат одредени податоци, бидејќи вие сте најзасегнати. Самите сте ставени во спрега дали да постапувате по одредени работи или да не постапувате. Во јавноста немаме никакви информации, доколку имате и можете да ги споделите, ќе ве замолам да ни ги пренесете со тоа во рамките на дозволеноста во однос на самата, предпоставувам, се уште пред истрага или истрага не можам да констатирам, вие го знаете тоа, но уште еднаш ве замолувам со конкретни бројки и прецизни податоци кој е злоупотребил својата службена положба, зошто немате покренато одредени постапки, односно констатиравте дека имате одредени, но набрзо ќе дојде и извештајот за 2021. Бидејќи нелогично е во 2023 да го разгледуваме, ве повикав да го донесете благовремено и предпоставувам овие бројки од 21 ненавремена жалба ќе имаме епилог кои обвинители не постапиле согласно своите законски надлежности, ќе бидат разрешени и со тоа ќе почне прочистувањето на судството и ќе иницирате продлабочување, односно забрзување на темпото на проверка на имотот, потеклото на имотот на сите обвинители и чинители кои што ќе бидат опфатени во целокупниот правосуден систем, за да истиот профункционира и да не ви се случуваат податоци, како што вие ги потенцирате, а вашите соработници потенцираат и кажуваат други бројки и податоци. И уште една констатација која што морам да ви ја потенцирам, се додека обвинителството се уште бара податоци и документи во однос на случајот со агенцијата каде што раководеше Лидија Димова, таа веќе поднесува жалба, односно поднесува собствен правен лек и велите вака, обвинителството смета дека мора да добие уште документи од повеќе институции за да може да донесе одлука. А истата веќе ги обжалува сите овие работи, а ние не гледаме никаков правен епилог. Станува збор за вмешаност и на средства од Европската унија, односно овде во истрагата е вмешана и вклучена и Европската канцеларија за борба против измами. И затоа сметам дека ваквите одолговлекувања не можат да бидат изговор за некомплетираноста на обвинителствата, бидејќи ви потенцирав според извештајот
нашите јавни обвинители не се преоптеретени со предмети колку што е просекот во европските земји, бидејќи истите ги одолговлекуваат ваквите постапки. Ви благодарам.